every season when you see for the first time the car. Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат со мало закаснување презентацијата на откривањето на болидот на Алфа Ромео со техничка ознака C41 и би сакал во оваа прилика да му се заблагодарам на Ноди, еден од најредовните би рекол гледачи на каналот Формула 1 на македонски, кој со своите коментари ме потсети и му дадов збор дека ќе го направам и ова видео за Алфа Ромео. Ништо намерно не беше испуштен на тимот на Алфа Ромео, едноставно така се поклопија работите. Иако како тим меѓу првите го презентираа својот нов болид за сезоната, возачкото дуо останува исто. Антонио Джиовенаци и Кими Рейконен го презентираа својот нов болид, иако тоа е истата шасија која ја имавме и лани, меѓутоа тимот изјавија дека двата токени кои беа дозволени од ФИА за надградба на болидите за оваа тековна сезона биле искористени за промена на носот, значи комплетно имаме ново решение на носот напред, а тоа повлекува и нова предна суспензија, така да тие два токени се искористени во предниот дел од болидот, ќе се обидат од Алфа Ромео да ја зголемат аеродинамичката ефикасност на самиот болид и секако се надеваме дека новата моторна единица на Ферари која го напојува, која го придвижува болидот на Алфа Ромео секако оваа сезона ќе биде на ниво, така да очекуваме Кими Реконен и Антонио Джиовенаци да бидат повторно компетитивни, да бидат во борба за Q3 во квалификациите и секако да бидат во борба за бодови. Очекувам, ако ова е последна сезона на Кими Реконен, да биде тоа едно последно ура каде што ќе го гледаме стариот лисец Кими. И ако болидот на вистина покаже подобри перформанси, очекувам дека ова можеби ќе биде една од подобрите сезони на Кими во последните неколку сезони. Што мислите вие за овој болид на Алфа Ромео C41? Имаме нова комбинација на бој, нови шари, доста слични на претходните модели, меѓутоа со малку различен распоред. Секако боите на Алфа Ромео се доминантни, па како и секогаш во коментар би сакал да ги слушам вашите мислења за новиот болид на Алфа Ромео, за престојната сезона, ќе успеат ли да влезат во Q3 конзистентно, ќе успеат ли да се борат за бодови и дали можеби ќе имаат и некој посериозен успех понатаму во самата сезона. Како и секогаш ви благодарам што го следите канал Формула 1 на македонски. Лайк, шер, сабскрајб и се слушаме во некоја следна прилика. Поздрав!